Ние сме назад во студио 1, а продолжуваме со она што можеби деновиве ја шокираше јавноста и предизвика лавина реакции по преписката на пејачот Адам Лабунски по објавената вибра комуникација во која што родител си ги бара парите кои што му биле дадени наводно за настап на матурската на неговиот син, кој што пред самиот настап починал и всушност тие пари ги барале назад за да можат да ги покријат овие трошоци. Со нас во студиото е пејачот Лабунски, меѓутоа јас не би прејудицирал со она што се случуваше во јавноста со оглед на тоа што имавме можност да ја видиме само вибер комуникацијата. Помеѓу вас, дали можете да ни објасните за што всушност станува збор, како вие бевте ангажирани и кога беа побарани тие пари од вас назад? Така. Пред се сакам да изразам уште едно сочувство до родителите на починатото момче. Значи, имено пред еден месец бев договорен ангажман за матурска прослава во Кочани, каде што требаше да свири со мене исто бенд од Кочани. Матурската прослава беше договорена 350 евра. Луѓе гледам дека му пишува дека 500, 100, 300, 800, 350 евра беше договорена матурската прослава. Од таткото на Вие целата сума ја добивте или добивте капар? Не, ние само добивме капар од 100 евра. Таткото ми пушти мене капар од 100 евра. После тоа се случи да ми се јави последна недела. Тоест, односно јас за тој датум 4 јуни откажав многу ангажмани, бидејќи бев договорен веќе на 4 јуни да бидам на матура кај нив. Во ред. Пред една недела добив повик од таткото, ми соопшти дека синот негов беха починал и дека нема да има матурска прослава. Јас дадов сочувство и многу ми падна жалбот што до тогаш ми се немаше такво нешто случи на мене. И ладнокрвно продолжи нашиот разговор, дури сумнително ми падна што се случи со ситуацијата. Човекот ладнокрвно ми спомена како дали капарот пропаѓа или ќе остане за вас као. Јас му реков дека ќе се пречуваме за неколку дена, ќе се договориме околу тоа, не е проблем. Зошто вие во истиот момент не рековте дека ќе ги вратите парите со оглед на настанатата ситуација? Јас мислам дека му споменав дека ќе се договориме околу тоа кога ќе се вратат, значи не кажав дека нема се вратат парите, него ќе се договориме кога ќе се случи тоа, пошто немаме можност. Имав некои своји обврски каде што требаше, да може да кажам јавно, татко ми имаше операција. Бронкоплија му не е битно, значи имав трошкови за него. Значи не бе во можност. Така да јас нигде не напоменав таму дека нема да се вратат тие пари. И така да после тоа продолжи разговорот, во ред, ќе се договоривме и од наредниот ден почна веќе повици, значи од сабале до вечер, значи не застана да ме повикуваат. И јас станав на сабале и им напишав порека дека тие пари ќе бидат вратени, само не само можност. Страпете се ќе биде тоа, значи кога ќе можам да видам можност ќе ви ги вратам парите. Наредниот ден се разбудив со преплавен фејсбукот, коментари. Да, сега во оваа прилика ја повикувам речита да го пушти она што беше како вибер комуникација помеѓу вас, меѓутоа вие во таа комуникација велите јас тој ден изгубив настап бидејќи бев договорен кај вас, така што јасно јас 500 евра изгубив. За тој датум, затоа што се земаат капари за овие работи, за да биде настапот сигурен. Вие спомнувате сума од 500 евра. Значи, тие 500 евра, значи, јас сам стапувам, значи, по големи клубови, значи, Србија е друга процедура, значи, овде кај нас идам, значи, од пликот ацен, 450-500 евра. Значи, ја општо споменам тука дека можеби јас изгубив, пошто веќе бев можеби договорен претходно за некој друг настап, но веќе тој ми даде капар пред месец дена и бев кај нив договорен за тие пари. Така, но вие велите сте изгубиле 500 евра, а од друга страна човекот вели дека го загубил својот син. Доколку тие работи се стават на кантар, како вие гледате на тие? Секако дека нормално дека јас можеби тука веќе во спиење, можеби не дека сакам нешто да се извадам, него логички дека нормално дека не би го мерал тоа на кантар. Тука во истата комуникација се осврнувате и велите ќе ве замолам да не ме вознемирувате, ми звоните по 100 пати. Нели сметате дека можеби е малце дрско да на овој начин да им се обратите на родителите кои што загубиле дете? Тој вели дека не е иста работата, дека никој не сакал така да се случи. Ние мудричарите, ние мудричарите работиме навечер, значи не настапуваме на понокните клубови, така да јас спијам до 12-1 веќе, мислам дека не е во ред да ми звонат во 8-9 сабаре. Значи јас веќе им напоменав дека ќе се вратат тие пари, така да ќе бидеме можност. И сега луѓето толку ладнокрвно и од сабале почиња да ми звонат, а ја меѓу другото им кажа дека ќе се вратат тие пари. Ова е комуникација во 11 часот и 37 минути. Да, веќе кога станав од спиња да и напишав порека така. Не сметате дека е дрско што вака им се одбраќате на родители кои што загубиле дете, им велите да не ве вознемируваат? Не знам, значи можеби е малце дрско, но ете, пак ќе повторам дека
секако дека тие пари ќе бидат вратени, доколку ќе бидам јас во можност, нормално ќе се вратат. Така и понатаму имавте ли некаква друга комуникација со родителите? Дали можеби откако излезе ова во јавноста, можеби вие им се извинивте? Еве во оваа прилика им гледачите може да ја видат комуникацијата на екраните. Всушност тоа што вие го велите дека сте изгубиле, дека сте ги изгубиле тие пари. Дали имавте нова комуникација со? Не. Ќе ги контактирате или како планирате тие пари да ги вратите вие? Како што им биле пратени, така ќе ги вратам јас назад и тоа е тоа. Еве во оваа насока е можеби малку спорно околу тоа што никаде овие пари црно на бело не се запишани дека вие сте ги добиле за да вие можете да ги вратите утре. Дали сметате дека можеби во иднина треба да се прават некои договори кои што ќе бидат правосилни за да може да се заштитат? Така, кога настапам преку Adams Production, че веќе се праќаат тие капари на мојата сметка, пошто бидејќи многу пати кога се случило да договорам некој настап каде што ми извиселе многу пати, затоа и почнавме веќе да работиме со капари. Така да многу тоа е според законот нормално треба да се има банковна сметка каде што се праќаат тие пари, така да ние постои кај нас таа продукција каде што се праќаат тие капари, а веќе ова беше случајно така на брзина јавено, договорено за таа матурска и така беа тие пари некако испратени на сметка кај мене. И кога стана од Сабајле, кога ги видовте овие сите коментари кои што беа по социјалните мрежи, како се чувствуваш? Што всушност беше твојата реакција? Па не знам, ви кажам право, дали класична, значи злоупотреба е тоа да ми се наруши моето име и мојот углед. Не знам, чудно се почувствував. Не ми се веруваше дека народот толку може да биде. Но дали сметате дека ова е директно и всушност тенденциозно рушење на вашиот углед или можеби вашите постапки имаат удел во тоа? Ја мислам дека таму ништо немам погрешно, значи јас многу коректно и може пиша дека јас кога ќе сум во можност, кога ќе бидам во можност дека ќе вратам тие пари, така да мислам дека јавноста тоа што го виде, што го прочита, мислам дека не е тоа што го виделе. Значи јас себе кажам дека сум напишал и да постои таму дека јас ќе ги вратам тие пари кога ќе сум во можност. Да, можеби сумата и враќањето не е толку спорно колку начинот на вашата комуникација со семејството. Дали можеби рековте дека не сте се слушнале после ова, немавте никаков контакт? И дали можеби еве чувствувате потреба да им се извините во оваа прилика за начинот на кој што комунициравте за сето она што секако да, па нормално дека им се јавам, дека ќе им се извинам за ситуацијата целосно, пошто не мислам дека ќе дојде стварно до оваа ситуација, мислам дека многу бевме коректни, многу беше во ред целата ситуација и така да секако дека ќе им се јавам и дека ќе можеби ќе бидеме пријатели и ќе се вратите капари и тоа се. Дали можеби очекувате дека оваа ситуација која што се случи ќе влијае врз добивањето на натамошните ангажмани, твои ангажмани? Па не знам, тоа стана на народот. Мислам дека сум коректен дечко, видео на Пинковиќ Звезда, значи јас немам сигурно лоша душа и не сум патриархално деца васпитани и така да мислам дека еден музичар не може да има лоша душа и лошо срце, пошто кој пее зло не мисли велат. Така. Значи вие рековте дека ќе ги исконтактирате родителите понатака и всушност таа сума ќе им биде вратена, така? Да. Во ред, во оваа прилика јас би ти се заблагодарил за гостувањето и за твојата страна, пошто до сега немавме можност да слушнеме што всушност се случува и дали всушност некаква комуникација имала понатамошна меѓу вас. И во оваа прилика, она што е пракса во Студио 1, ти подаруваме политички трилер од нашата Санта Аргирова. Благодарам. Се надевам дека ова недоразбирање ќе се надмине и дека можеби во иднина ќе внимавате како постапувате и како што всушност пишувате, бидејќи постоеше и информација дека вие сте им се заканувале всушност на родителите доколку ги објават. Не, воопшто не би се, значи доколку продолжи ова, значи ситуација да навредливи коментари, значи според значи законот нели нормално би го случувал моето дело и моето име. Така да не би нормално тужел, него мислам дека сигурно ќе се прекине оваа ситуација, ќе стиши сите коментари и така да ќе се продолжи секако што треба да биде. Во ред, ти благодарам за гостувањето во Студио 1 и се гледаме по кратката пауза.